Почитувани, Никола Тодоров не престанува да изненадува јавноста во негативна смисла. Досега најекспонираниот министер за здравство се уште учи за здравствените политики, па наместо со суштински прашања се занимава со висината на шалтерите и набавка на пижами за болните. Додека во јавноста глуми наивна честност, овој човек опасно го партизира здравството и дискриминира по политичко уверување. Не само што ги прави неподносливи условите за работа за сите кои мислат поинаку од него, па и ги брка од работа. Тој дискриминира толку брутално, што забранува вработување на семејствата на неговите неистомисленици. Пред неколку дена во болницата Свети Наум Охридски, поранешна градска болница, и беше ускратено правото на работа на Билјана Андоновска. Андоновска, како специјализант по општа хирургија, има најмногу поени од останатите своји конкуренти, висок просек од 9,4 и неколкогодишно искуство во работа со пациенти. Само заради политичката определба на нејзината мајка, која е хирург во оваа болница, Никола Тодоров и го одзема правото на работа. Место неја се примени кандидати со десетици поени и помалку, со понизок ранг, послаб успех на студии и помалку искуство, само заради тоа што се партиски подобни. И за оваа постапка на надлежните нема никакво објаснување. Му порачуваме на Никола Тодоров дека овај пат нема да поминат неговите вицови за интелектуалната супериорност на кандидатите ВМРО-вци. Министерот веднаш мора да ја поништи одлуката и конкурсот да го спроведе до крај законски, како што и прилега на една угледна здравствена установа. Во здравството постои политичка дискриминација и ако министерот не го исправи скандалозниот избор, тоа ќе значи дека дискриминацијата потекнува директно од неговиот кабинет. Ние не очекуваме дека човек чиј работен стаж скоро почнал со позиција на државен директор ќе ја знае маката на невработените лекари во Македонија и нивните изгледи за вработување. Ние очекуваме од еден правник да знае што е владење на правото и спречување на дискриминација. Благодарам.